Почитувани гледачи, добро утро. Време е за 24 од се срце на телевизија 24 вести. Некако по полека се доближуваме кон крајот на 2014 година, ни остануваат само уште 20 на дена и тука некаде е време да поразговараме за она што постигнавме во 2014 и како на искуството на тоа што во 2014 можеби не успеавме да го постигнеме или го постигнавме, да направиме 2015 да биде уште поуспешна. Денешната тема на разговор е животна стратегија за 2015, а на таа тема ќе разговараме со Марина Анчевска од Центарот за бизнис психологија НЛП. Марина, добро утро и добро дојдовте. Не сте по прв пат во 24? Не, благодарам повторно за поканата. Секогаш се чувствувам убаво овде. Добре да разговараме за она што ете и претходниот пат со вас разговаравме како да се биде поуспешен, а сега ќе разговараме како таа наша животна стратегија да направиме за 2015-та, верувам на искуство на претходната година и на сето она што досега сме го сретнале и постигнале во животот, да одиме само нанапред, а вие сте тука да ни кажете како тоа да го направиме да биде уште подобро. Животна стратегија за 2015-та, па за почеток, што представува всушност стратегијата? Стратегијата многу добар вовед, значи баш она што сме направиле во минатата година и како на основа на тоа да бидеме уште поуспешни во 2015-та. Стратегија е збир на навики кои што секојдневно ги правиме на некое несвесно ниво. За да бидеме успешни, стратегијата треба да ја освестиме и да ја направиме свесно. Значи, свесно да реагираме, свесно да превземаме акција за да постигнеме некаков успех. Значи, активноста, превземање на активност не е секогаш продуктивност. Затоа што многу често ние сме активни, правиме се и се што, меѓутоа резултатите не се тие што сакаме да ги постигнеме. Значи нешто некаде недостасува. Некакви навики имаме кои што резултираат во некаква стратегија кои што не се успешни. Тоа е најголемиот предизвик. Значи, треба да ги промениме навиките кои што во секојдневието ги имаме и како ги стекнуваме. Не велат, од секоја навика има одвика, како велат. Ке може, значи, со преиспитување на самите себе си, на своите способности, на сето тоа што го поседуваме, да направиме промена на навиките и со сето тоа да го подобриме патувањето. Многу време посветуваме на неважни работи. Еве, секој од нас, и јас се фаќам себе си, дека некогаш денот ќе ми помине, а на крај на денот се прашувам и што направив денеска. Значи, ништо конкретно, затоа што не сме фокусирани, не сме концентрирани. Целта е најважна. Ако се нема цел, и тоа секојдневна цел, ни бега денот. Јас секогаш викам еден ден неискористен, ако еден ден не сум посветена барем, не знам колку и 5 минути да е на мојата цел, е изгубен денот. Че мора да се има јасна стратегија за тоа што правиме и каде одиме. Ние правиме многу работи, меѓутоа го изоставуваме можеби најважното. Збир да се направи од сите активности. Има луѓе кои што пишуваат секој ден што треба да се направи, како да се направи и почнуваат од најлесното, нели? Па после кога ќе дојде уствари најважната работа што треба да се направи, се нема енергија, се нема мотивација. Прво се завршуваат најважните работи, па потоа сето она друго полесно. Што се ни е потребно за добра стратегија и како да направиме стратегија која што ќе биде продуктивна? Успешна стратегија е она секако која што е поврзана со цел или со мисија. Мисијата е можеби нешто поголемо, многу поважно, меѓутоа најважно па за компаниите, ако немаат мисија, значи не можат ни да постигнат некаков успех. Јас колегите ваши снимија едно ливче ја што го донесов, може и сама да го покажам. Ова е многу јасна техника за тоа како да постигнуваме успех на секое поле. Логички нивоа на промена се вика од НЛП-то и гледате дека првото ниво е мисијата, значи прво треба да знаеме која ни е целта, што сакаме всушност да направиме. На основа на таа мисија ние потоа може колегите да одат погоре со ливчето. Мисијата, ако е важна целта, ако знаеме што сакаме да направиме, постојат одредени нивоја кои што треба да ги поминеме. Например, најважното, најосновното ниво е нивото на околината. Значи, каде сакаме таа цел да ни биде исполнета, значи, околина. Многу е важно во околината, затоа што тоа е ниво во кое што луѓето всушност чекаат нешто да им се случи.
Дали ќе чекаме нешто да ни се случи или ќе направиме самите некаква промена. Ова ниво е нивото на опстанок. Значи, каде се наоѓаш себе си, ние сите нешто правиме за да останеме во живот, така. Точно. Меѓутоа, многу од луѓето остануваат само на тоа ниво, на ниво на околина. Значи, цело време се борат со тоа, утре што ќе направам, дали ќе имам доволно пари, дали ова, дали она, значи не одат нагоре. Другото ниво кое што е многу важно, тоа е нивото, го покажаа колегите, нивото на однесување. Што значи тоа? Значи, што јас конкретно правам? Со мојата акција, каква реакција предизвикувам. Значи, дали сме свесни навиките што ги имаме секојдневно, што предизвикуваат во нашиот живот. Значи, однесувањето е една од исто така многу важните нивоа. Значи, какво ти е однесувањето, како реагираш на стрес, на било што, на предизвици, дали гледаш во животот предизвик или гледаш проблем. И тоа е многу важно. Дали гледаш можности или гледаш препреки. Сите различно ги гледаат и токму поради тоа и различни се успесите, односно кај некој има успех, кај некој има неуспех во работата и во животот. Точно. Или пак наедноставното, дали си насочен кон работи што сакаш да ти се случат, или кон работи што не сакаш да ти се случат, што ги избегнуваш. Ако цело време си насочен кон тоа што го избегнуваш, бидејќи мозокот не знае за негација, тоа ќе ти се случува цело време. Се е во моќта на мислата, веројатно. Да. Што бараме, тоа предизвикуваме. Точно. Значи, во околина однесување исто така способности. Многу е важно како, зашто не бива. Да си ги знаеме сопствените способности, да не бегаме во некои води каде што можеби сме помалку способни, имаме помалку амбиции, квалитети односно на некои други полини. Точно, и затоа ја губиме мотивацијата. И го губиме денот, како вие велите. Да, точно. Способностите се исто многу важни да откриеме што ни е потребно за да бидеме уште подобри во тоа што сакаме да го постигнеме. Исто така, нивото на верувањата и вредностите е едно од најважните. Што ти е тебе важно и вредно, тоа ти го правиш во животот. Тоа што не те интересира, не го правиш, нели? Не ја насочуваш концентрацијата и фокусот натаму. Меѓутоа, дали си свесен што ти е важно и вредно во животот? Тоа е, тоа е едно од најважните нивоа. На нивото на идентитет, прашањето е дали си лидер или си жртва во животот. Дали си лидер, дали превземаш акција, дали одиш кон тоа што го сакаш или бегаш од тоа што не го сакаш. Значи, исто така многу важно прашање и тоа кој сум ја или што ми е потребно од однесување, способности, од верување и вредности за да стигнам онаму каде што сакам да бидам. И најважното е нормално мисијата. Мисијата од оно што тргнавме. Целта, да. Исто така е важно прашањето кај мисијата, зашто го правиш ова сето? Не зошто, туку зашто и за кого. Што ќе бидеш ти со исполнета цел? Значи што, да? Така. За сето тоа што го зборувате денеска, односно сега што го зборуваме, на самиот почеток споменавте дека некои луѓе сакаат да ги запишуваат своите планови, своите цели во текот на денот. Колку тоа помага да, како навика го добиеме, да знаеме денеска во денот што сакаме да направиме, да се разбудиме со еден, можеби краток план, само за еден ден, не мора да биде долгорочен. И со сето тоа да стекнеме можеби некоја навика, па понатаму тие цели да ги прошириме на месечно ниво, на годишно ниво. Многу е важно, значи список или агенда за тоа што треба да се направи наредниот ден се прави одвечер. Не наутро, кога имаме веќе некаква возбуда за денот, дека знаеме обврски едно друго, се прави навечер, кога е веќе смирен умот, завршен е денот и се прави стратегија за наредниот ден. Меѓутоа, знаеме да направиме еден огромен лист, во кој што само кога ќе го видиме листот не фаќа паника. Значи, тоа е првичното. Од тој лист се вадат најважните работи. Не може се да стигнеме во еден ден, колку и да сакаме не. Може се да се стигне, меѓутоа ако е тоа убаво концентрирано и сумирано и со некаква стратегија, се постигнува. Луѓето ние се губиме во тоа што одеднаш имаме премногу обврски, а не знаеме од каде да почнеме. Тоа е можеби интересно еве сега да се спомне, стратегијата е всушност домино. Секој од нас знае доминото какво е, како се игра домино. Имаме тука на масата, не знам дали може да се види, меѓутоа не е важно, може секој да си визуализира домино.
првата коцка што ќе ја бутнеме во доминото, уствари укажува дали тоа може да биде и со илјадници коцки. Во Холандија има таква игра со домино, секоја година се прави. Значи, првата коцка што ќе ја бутнеш, ние ставивме тука, укажува на тоа како ќе се движи целата патека. Меѓутоа, таа прва коцка, тоа е најважното. Првиот чекор што ќе го направиме мора да биде осмислен и вреден и значаен и поврзан со крајната цел. Значи, не може ние секој ден да буткаме коцки од домино, а не знаеме каде ти одат, каде водат. Мора да се има план и стратегија, како видите. Во вашиот тренинг центар, бизнис центарот за бизнис психологија и НЛП, се изучуваат животните, можеби подобрување на животните способности. Работите на тренинзи како да се подобри секојдневието, животот и успехот нели во бизнисот, меѓутоа не само во бизнисот, туку и во личниот, во приватниот живот. Па кажете ми за оваа стратегија конкретно која што зборуваме. Веројатно дека уште од најмали нозе децата се учат на некои здрави, правилни навики и како да работат. Кога е право време да се започне со изучување на животните стратегии за подобрување на секојдневието? Уште од одма, уште од веднаш. Важно е, значи, ние уствари имаме уште како мали некаква стратегија, меѓутоа таа е секако малце порелаксирана, затоа што се знае, сабајле, кој ќе се стане, се доручкува, па потоа се оди во школа, па се пишува домашно, меѓутоа толку е тоа невино, нели, па потоа се гледа малку телевизија, па се легнува, се спие. И тоа е супер. Се дека не почнеме да одиме во школа, кога се наголемуваат обврските и почнуваме да се губиме, нели, себе си, додека да почнеме да дојдеме на работното место, веќе имаме милион обврски, што е многу обемно. Меѓутоа, сепак и уште како мали, децата треба да се стимулираат, да размислуваат за тоа кои се нивните таленти, зашто ги бива, каде се гледа себе си. Тоа се можеби обични фантазии, меѓутоа верувам дека многу од луѓето она што го фантазирале како мали, го работат и го живеат. Колку тука амбициите на родителите умеат да направат погрешен чекор во животот на децата, наметнувајќи ги своите желби да се остварат преку нив. Не постојат неспособни деца. Се ова може би звучи така многу круто и грубо, меѓутоа постојат родители кои што не успеале да го постигнат тоа што самите посакувале. Па затоа и децата тоа го гледаат и го пресликуваат и потоа викаме детето за ништо не ми го бива, не е способно, меѓутоа дали сте се прашале себе си зашто ве бива и дали сте го постигнале тоа што сте го сакале. Значи ние пресликуваме секако. Секој треба да се бори за своите цели преку самиот себе си. Секако кога детето има пример на родител кој што живее со цел и е среќен и исполнет, какво ќе биде тоа дете? Сигурно нема да биде дете со ниска самодоверба и незадоволно. За успехот почнува да се работи уште од најмалите години, како што рековте, самото раѓање. Марина, ние овде ќе направиме кратка пауза за блокот реклами. Драги гледачи, по рекламите се враќаме во студиото, го продолжуваме разговор околу животната стратегија за 2015 година, како 2015 да направиме поуспешно од претходната, а секако доколку имате некои прашања, во очекуваме и вас на нашите две телефонски линии до крајот на денешната емисија. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തിന്? പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? La puerta del baño no puedo entrar, estoy buscando mantenimiento. Да, на улица Владимир Комаров. Телекабел. За семејното спокојство секогаш има решение. Две белки, две жолчки. Телевизија, интернет и телефонија. Телекабел. Ваше комплетно решение.
Прекомерната телесна тежина може да биде причинител за срцеви заболувања, мозочен удар, висок притисок, диабет, малигни заболувања, остеоартрит, инфертилитет. Храната може да биде и отров и лек. Од вас зависи. Затоа направете добар избор за добро здравје. Здравјето е избор. Здрава храна, долг живот. За достоинство на нашите родители, нов ексклузивен центар за престој на возрастни лица со целосна грижа. 24 часа медицинска услуга. Програма за активно старење, извонредно место каде би сакале да престојуваат вашите родители. Резиденција Дабески, на само 8 километри од плоштад Македонија. Животна стратегија за 2015 година е темата на која што денеска разговараме, како да направиме годината која што е пред нас да биде поуспешна од оваа која што сега пополека ја испраќаме. Способностите, она за што разговаравме пред самиот блок реклами, се најбитната можеби свесноста за своите способности и најбитното нешто за успехот кој што сакаме да го постигнеме и да го очекуваме. Колку свесноста е денеска будна кај луѓето за она што тие го умеат и длабоко во себе што го поседуваат? Се повеќе и повеќе луѓето се будат и порано секогаш важела девизата најди работа што ќе ти биде сигурно, меѓутоа сега младите се повеќе и повеќе се пуштаат во нешто креативно и нешто што можеби на почеток не нуди некаква стабилност, меѓутоа го работат и го учат тоа што навистина го сакаат и тоа е најважното. Тоа е првиот успех, првиот успех во тоа доминото коцките. Че прво да се открие да откриеш што сакаш, зашто те бива, зашто си способен, каде се гледаш себе си, тоа е едно од најважните работи. Значи, ова сега го збориме ние за личниот живот, меѓутоа и во бизнисот е многу значаен. Значи, кои стратегии, какви стратегии ги има фирмата, која е мисијата и целта на компанијата. Нормално сите сакаат профит, да работи фирмата, меѓутоа има многу, баш токму тие нивоа што ги спомнав, се многу важно да се чекори и во компанијата. Стратегијата за бизнисот е базирана исто и на личните цели на вработените кои што работат во компанијата. Инвестирањето во личниот развој е повратна инвестиција, значи не е трошок на компанијата. Колку е тука битна и важна комуникацијата помеѓу врвот во компанијата и вработените кои што се дел од таа компанија, зете заеднички да се направи успешна година во фирмата? Ако врвот на компанијата не знае да ја пренесе мисијата и визијата на компанија, тогаш работниците работат. Меѓутоа, што работат? Зашто работат? Не се ни свесни. Тоа е губење време. И нема мотивација. Многумина ќе кажа дека ете сакаат да успеат, се трудат, како што вие самите рековте, се активни, меѓутоа успехот некако не доаѓа. Исто така што некои веројатно сакаат и преку ноќ да дојде тој успех. Стратегијата секако дека не може да се направи толку брзо да нешто денеска што ќе го замислиме веќе утре биде реализирано. Тоа е процес. Процес во кој што се осознаваме самите себе си. Токму тие нивоа што ги објаснивме, значи каде е блокадата, дали на ниво на околина, можеби сум некаде каде што не треба да бидам во тоа време, или па очекувам премногу работите да ми дојдат, да ми се случат од надвор. Дали е моето однесување, начинот на кој што комуницирам со самата себе си.
Че дали знам себе си да се мотивирам, дали комуникацијата со другите луѓе ми го носи тоа што треба да го добијам, дали се моите способности, значи пак ќе ги повторам нивоата, дали се верувањата и вредностите, дали јас на вистина верувам во тоа што сакам да го направам, и ако верувам, јас ќе имам мотивација. Меѓутоа, ако не верувам, цело време ќе барам изговори. Која сум јас, дали сум свесна со постигнувањето на целта, каква промена ќе доживеам јас лично. Че тоа е исто важно и повторно мисијата, што таа мене ќе ми донесе конкретно. Мене и на околината, системот. Затоа што ние не постоиме сами по себе. Еве и 24 вести, дали ги нема луѓето кои што работат, што ќе биде? Празна зграда. Да, ние луѓето сме родени за да бидеме во комуникација со останатиот свет, сами не можеме ништо да постигнеме. Таква ни е природата. Ние овдека имаме една слика повторно која што вие направивте како пример, нешто што работите и на вашите тренинзи, каде што луѓето кои што ги посетуваат овие тренинзи може да научат на кој начин и како подобро да го направат својот живот да биде поуспешен. Ова е едно човече, тоа сме ние самите. Очите покажуваат за тоа колку ние можеме себе си да визуализираме целта, значи нашата мисија и визија, устата ни е комуникацијата, тоа е најважното, една од најважните, значи како комуницираме со самите себе, како што објаснив, како комуницираме, колку сме свесни што нашата комуникација предизвикува кај луѓето околу нас. Исто така, срцето, тоа е јас сум. Тоа сум јас. Значи, не сме ние главата, не сме логиката, ние сме срцето, емоциите. Све што правиме во животот, го правиме за да доживееме некаква емоција. Рацете укажуваат на тоа колку сме способни да направиме нешто, како нешто превземаме. Исто така нозете се, движењето, акцијата. Значи, колку сме спремни да направиме некаков чекор, не да чекаме нешто да ни се случи. А најважно од се се нашите стапала. На нив стоиме, тоа се верувањата и вредностите. Тоа е како една маса со ногарки. Ако нема верување и вредности, масата нема да застане на нозе. Така сме и ние луѓето. Ако не знаеме што ни е важно и вредно, тогаш не можеме да успееме. Не можеме да успееме. Баш на оваа стратегија, тоа има време, меѓутоа некаде во февруари ќе се одржи еден голем настан за стратегија, поставување на стратегии за луѓето и во бизнисот. Стратегијата се поставува практично, значи тука нема теорија. И секој човек си има својата стратегија, затоа што сите ние имаме различни верувања и вредности, на нас различно ни е нешто важно и вредно. Затоа нема правила, има некакви насоки во тоа, меѓутоа секој од нас мора да си ја открие својата стратегија. Што е тоа што тебе те мотивира? Неколку го мотивира во меѓувреме, во текот на денот да спортува за да изфилтрира стрес за било што. Некој друг шета во природа. Некој друг има потреба да запише нешто. Некој друг памти визуелно, некој креира. Значи, секој има различна стратегија, меѓутоа, која е твојата лична стратегија? Зашто ти си ти сега и овде? На основа на што во животот? Во временската линија. Значи, минатото, сегашноста и иднината. Тоа е многу важно. Сега и овде си затоа што нешто си направил во минатото. Меѓутоа, дали тоа сакаш истото да го пренесеш во иднината е прашање. Да, ние се наоѓаме конкретно, како што напоменавме, на 2014, сакаме да направиме 2015, секако да биде поуспешна. Како ние да ги поставиме конкретно оваа година стратегиите за 2015? Од што најпрво ќе ги советуваме гледачите кои се денеска не гледаат, што е оно што е најбитно за почеток да го направат во својата стратегија? Да. Прво треба да се прашаме себе си сега во овој момент, значи дали сум задоволен со тоа што го живеам. Чи што е тоа? Значи, не да се осудуваме себе си, затоа што во минатото, вчера, завчера, пред една година, сме го направиле тоа што сме мислеле дека е најдобро за тој момент. Меѓутоа, тоа може да се научи. Значи, да погледнеме наназад, и да се прашаме себе си дали беше ова добра стратегија или треба да направам нешто подобро. Меѓутоа, секогаш свртени нанапред или не е важно кој каде ја гледа иднината, да се видиме себе си како сакам јас да бидам.
Што сакам да работам, дали ова сега што го работам е тоа, или треба да направам некоја промена. Значи, ако не се видиш себе си, не можеш да направиш промена. Многу е важно да се визуализира, да можеш да се проектираш себе си. И на основа на тоа, значи со сето она што сме го научиле од минатото, ние можеме да ја креираме иднината. Меѓутоа, во креацијата на еднината и на она што сакаме и што треба, односно да постигнеме реалноста и она треба да бидеме искрени сами кон себе, колку ни се можностите и капацитетите, затоа што и премногу очекувања па може да јават разочарување понатаму. Целта секогаш треба да биде мерлива и реална. Меѓутоа, јас секогаш викам поубаво да поставиш повисока цел, па да постигнеш нешто под целта, отколку да поставиш ниска цел и да не постигнеш ништо. Затоа што нашата подсвест е мотивирана само кога е нешто прекрасно и креативно, кога изгледа многу убаво. Тоаш има мотивација. А кога е нешто просечно, па окей, може би не мора. Че ние често пати знаем, самите сме ние тие што се влечеме назад. Од страф од неуспех, страф од успех, исто така. Што ќе каже околината, значи, дали јас ако се сменам, па другите ќе ме прифаќаат. Че имаме многу верувања и вредности кои што не лимитираат. Тие треба прво да ги испитаме. И напоменавме на почетокот од околината, колку влијае врз постигнувањето на успехот, ќе се навратиме малку и на тоа повторно. Човечето кога го видовме неговото срце кое што ги прикажува емоциите, колку емоциите и околината кое што се околу нас и во нас емоциите може да не попречат кон патот на успехот и постигнувањето на емоциите ги имаме. Значи, секогаш некаква емоција се јавува на основа на некаква реакција, меѓутоа колку ние оставаме тие да ни влијаат, тоа зависи баш токму од нас, од нивото на свеста. Емоциите треба да се усмеруваат, а не да се плашиме и да бегаме од нив. Ако се појави некаква емоција, тоа укажува на некаква реакција, значи нешто реагира во нас. Че треба да бидеме свесни за тоа какви емоции ние исто така продуцираме. Ние ги правиме тие емоции на основа на тоа како ја чувствуваме околината. Меѓутоа, животот, се што правиме во животот е емоција. Ние се правиме да задоволиме некаква емоција, да почувствуваме задоволство или да избегнеме болка. Тие се две мотивирачки сили што ги правиме цело време. Да, меѓутоа постојат и луѓе кои што своите емоции, кога ќе дојдат во љубовна врска емоциите, својот живот го ставаат во некоја позадина, помагајќи, работејќи да другиот успее, и тука веќе некаде таа стратегија како да се губи, таа некоја лоша навика да себе си се ставаме во позадина, помагајќи да некој друг успее, затоа што емоции се во прашање. Затоа што ако не успееме ние лично, ќе кажеме ти си крив. Тоа е само поради вината? Да, изговори. Барање изговори. Јас себе тебе ќе ти помагам, све тебе ќе ти направам, за тебе ќе правам, а ако нешто не успее, тогаш не сум јас крива. Погрешна стратегија. Да, погрешна стратегија. Нека била тактички навистина скроз погрешно, така да треба да знаеме како да ги поставиме, нели, коцките. Да знаеме ние, јас што сакам. Тоа е важно. Тоа нема никаква врска со себичност. Исто и во мојата работа. Значи, јас ако не сум знаела точно која ми е мисијата, што таа работа мене ќе ми донеси на околината, и ако сум подлегнала на околината, на убедувањата на другите луѓе, никогаш не би го постигнала ова што сум го постигнала. Значи, би било невозможно за вакви тренинзи за личен развој некој да плаќа. Значи, тоа било табу тема. Сега веќе се менуваат работите. Се менуваат, не, затоа што јас не сум се тргнала од целта. Секогаш сум го правила истото. Од кога сум вратена од Холандија, тоа го работам, а друго не работам. И има се повеќе и повеќе луѓе. Затоа што гледаат, веруваат дека навистина има промена, дека треба да се работи на личниот развој, треба да се поставува стратегија, треба да се има цел во животот. Треба да се размислува отворено и искрено самиот со себе си, да се покрене некоја акција која што ќе не поведе на еден подобар пат. Ние чекаме многу однатвор работите да се случат. Движењето почнува однатре. Како луѓето да го слушнат и да го осознаат тоа движење однатре? Тоа е исто така процес. Меѓутоа, секој од нас знае, точно знае што точно сака, меѓутоа одма почнуваат изговорите. Не можам јас тоа, или
Не е тоа возможно, околината, државата, пари се нема, ова се нема. Дали си пробал? Ке каже некој, да, пробав, ама не успеав. А ете и стравот кој што го споменавте од неуспехот. Како луѓето да се соочат, односно да побегнат од тој страв и да го остават некаде позади себе? И тоа е исто домино. Се е акција, се е реакција. Стравот што го чувствуваме и тој доаѓа од некаде. Значи, тоа е исто така процес. Човекот треба постојано да се следи себе си. Меѓутоа, 24 часа не е тоа возможно да се следиш себе си, меѓутоа, малку по малку освестување за тоа што всушност ти предизвикуваш во околината со твоето постоење, со твоето чекорење. Значи, како луѓето, сите луѓе во твојата околина реагираат на нас, на тебе лично. Значи, не е обратно. Ние секогаш тргнуваме од надвор. Ајде малку да се погледнеме внатре, што јас размислувам, кои се моите навики, станувајќи рано наутро. Значи, има еден куп работи. Да, напоменавме на почетокот дека од вечер се пишува планот и се прави стратегијата и веројатно тоа е и времето кога треба да седнеме и да бидеме сами со себе, да видиме што сакаме, што можеме и колку 5 минути. Да се прашаш себе си што правев денеска, го вратиш филмот. Што беше успешно, што не беше успешно. Океј, утре поинаку. Може да изгубив саат време на пиење кафе и зборење муабети некои што не те интересира. Ти цело време гледаш на часовникот, дека треба да станеш, меѓутоа да не ти се наљути пријателот или колегата, седиш, а паметот ти е сосема на друго време. Дали е тоа искористено време за тебе или е изгубено време? Значи, многу е важно секој ден да знаеме што ни донел денот. Некој ќе каже, па тоа е многу работа, океј, значи не сакаш успех. За успех треба работа. Вие од кога дојдовте од Холандија, кога го почнавте овој центар за бизнис психологија, на многу луѓе им помогнавте, а многу луѓе преку вашите тренинзи научија дека можат многу повеќе самите со себе, односно вие не направивте ништо, туку само ги разбудивте од некој зимски сон, како се вели. Точно е, луѓето сами се откриваат себе си. Значи, само треба некој да ги поттикне, а вие тоа го направивте. Да, меѓутоа ние не кажуваме ти треба да направиш вака или така. Луѓето со самото слушање и правење на некакви вежби се прават, интерактивен е тренингот, НЛП тренингот, луѓето сами доаѓаат осознание, еј, па јас ова можам и поинаку, или ова ме лимитирало, или чека, овие верувања и вредности не се мои, туку се од моите родители. Или од некој друг што сум ги преземал и мислам дека така треба во животот. Меѓутоа, мене лично не ми носи успех. Значи, можам да направам промена. Се е возможно. Постојат ли луѓе кај кои е многу потешко да се допре и да се на некој потежок начин да се отворат визиите кои што ги имаат? Значи, секој од нас во одреден период од животот не може да се види себе си. Че тоа е најтешкото всушност. А промената започнува со човекот во огледалото. Меѓутоа, упорноста, дисциплината и мотивацијата секако ќе направат за да се направи некаква промена. А сите луѓе, независно каде живееме на оваа планета, ние се справуваме со истите емоции, само на различен начин. А тие се емоциите. И тагата, и радоста, и љубовта секаде постои во светот. Само е тоа, однесувањето и верувањата и вредностите кои што се различни, системот во кој што живееме и тоа прави тие да ги искажуваме поинаку. Меѓутоа, тоа се емоциите. Да. Марина, ние во полека доаѓаме кон крајот на денешната емисија. Животната стратегија за 2015, што е она што ни остана некажано да им порачаме на гледачите кои што гледаат нашата емисија, како накратко, покрај ова сето што го слушнавме денеска и сето тоа што го научивме од вас, веројатно кај многумина се разбудија некои внатрешни емоции и размислувања за да си го направат својот живот подобар и полесен, односно да успеат повеќе во 2015-та отколку оваа 2014-та. Што е најбитно? Најбитно е почнете да правите планови. Сега за 2015-та? Да. Меѓутоа, не од оние планови до понеделник кога ќе дојде менувам се, почнете полека со нешто што ви е мерливо, што можете реално, значи од нешто ситно.
за да добиете мотивација за да одите кон нешто покрупно. И можеби за крај една реченица што ја прочитав Сабајлево, да ги стави еве и гледачите во некое размислување. Животот е прекраток да го живееме во облаци, значи да сонуваме нешто, а ништо да не правиме, а премногу скапоцен за да се подпираме само на среќата. Одлично кажано. Верувам дека кај многумина гледачите, како што рековте, ова реченица ќе разбуди нешто повеќе. Јас ви благодарам што и денеска бевте дел од нашата емисија, што ете кон крајот, можеме да кажеме, на оваа година позитивен разговор имавме за стратегијата за 2015-та и сето она што вие го кажавте, верувам дека допре до гледачите. Ќе имаме можност повторно во 2015-та со нови цели, со нови мисии, да направиме повторно добри емисии во кои што ќе можеме да ги едуцираме гледачите, а сите оние кои што сакаат успех, секако, тука е вашиот центар за бизнис психологија, каде што сето ова на еден креативен начин може да кај самите луѓе разбуди многу нешта кои што ете, можеби тие самите не биле свесни дека ги поседуваат. Јас само едно ќе кажам, мотото е дека моето лично мото дека се е возможно. Така да еве уште сега званично те поканувам во февруари на креирање на стратегија за 2015. Ви благодарам секако дека ќе бидеме цело таа стратегија за 2015, зашто верувам дека не постои човек кој што не сака да биде успешен и кој што не сака годината која што е пред него да биде подобра од сите оние претходно. Секако. Драги гледачи, толку за денешната 24 од сестрце. Останете со програмата на телевизија 24 вести и имајте пријатен и успешен ден.